Виница со цел респект може да се нарече македонско економско чудо, затоа што веројатно има најсилна економија во споредба со многу поголемите општини на истокот. Градот историски познат по теракотите и оризовите полиња, одамна не е земјоделска, туку индустријска сила на македонскиот исток. Неговата економска елита, слободно и без скромност, може да се нарече мала, но одбрана група на економски великани. Оваа општина лани има 4 компании кои во градот внеле приход што кумулативно надминува 130 милиони евра. Најпрофитабилна компанија во Виница лани била австриската Активизија Винербергер, компанија која во светски рамки е премиум производител на керамиди и градажен материјал на покриви. Лани ова друштво, која е сопственост на европскиот гигант Тондах, остварило профит од 2,8 милиони евра и по тој параметар е најуспешната виничка компанија. Приходот на Винербергер лани изнесува 9,6 милиони евра. Дади Ойл компанија, специализирана за транспорт на нафтени деривати, убедливо е најголема виничка компанија која може да парира од аспект на приходите на многу големи македонски компании, затоа што лани низиниот приход изнесува 81,4 милиони евра, што е раст за 3% во однос на 2019 година. Профитот на ова транспарентно друштво лани е поголем за 4 пати од 2019 година и изнесува 1,4 милиони евра. Оваа фирма е сопственост на друштвото Дади компани со седиште во виничкото село Јакимово. Втората најголема кондиторска индустрија во земјава е од Виница. Неодминливиот Мак Прогрес, производител на разновидни колачи и сладки деликатеси. Ова друштво, семејна фирма на тројца членови на семејството Цветанови, лани остварило приход од 30 милиони евра и добивка од 1,1 милиони евра, што е за 35% помал профит од 2018 година. И уште една голема виничка компанија овој пат во аграрниот сектор, Агровин, е компанија чија специјалност е трговија со земјоделска механизација и придружни машини. Лани оваа семејна фирма, сопственост на Сашко и Фиданчо Станоески, остварила приход од 11 милиони евра и профит од 122.000 евра. Еве ги другите поголеми винички компании кои имаат профит што е еднаков или поголем од 100.000 евра. Најпознатиот винички производител на мебел, Мебелви, со приход од 5,9 милиони евра, што е раст за 19% од 2019 година и добивка од 772.000 евра. SB Виромеро Витро, странска инвестиција, специализирана за одгледување саден материјал, која лани оствари приход од 3,9 милиони евра и профит од 585.000 евра. Компанијата за товарен патен транспорт партнер сопственост на Моне Стојков, која лани остварила приход од 3,8 милиони евра и профит од 279.000 евра. Дади компани Сим со приход од 1,7 милиони евра и добивка од 185.000 евра. Термостил, друштво за производство на фабрикувани метални производи со приход од 620.000 евра, добивка од 242.000 евра и така натаму.